тој што се занимава со криминал, тие се браќа по криминал. Или ќе имаме сериозна борба против криминалот и корупцијата, сите заедно, и таа борба треба да добие поддршка, или ќе влечеме потези со кои што ќе правиме перцепција или привидна борба против криминалот и корупцијата. Многу е лесно, знаете, да ги гоните опозиционерите кога ќе бидете на власт. Нашиот народ не случајно има кажано: прво исчисти си го својот двор, па после оди кај комшијата. Просто е невозможно, значи, да сите други да се виновни, само ние да сме жртви. Воедно позицијата на жртва е погубна. Премиерот Мицковски вели дека станува збор за епски криминал, а е поврзан со ова банка. Вас не ве изненадува? Не ни помага дали е тоа епски или не епски криминал. Ни помага само да видиме која е борбата против криминалот и кој го направил тој криминал за да носи одговорност. Обвинителството требаше да се спогоди со судија, со поранешен министер, поранешен народен правобранител и да му даде условна осуда за мито, па тоа е неприфатливо. Корумпираност, но не само финансиска, мене она што ме прави многу тажна е менталната корумпираност, емоционалната корумпираност. Следете го новото издание на Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.